Почитувани, лудилото на СДСМ во Македонското собрание нема крај. Во последниве 2 седмици во Собранието на Република Македонија се пристигнати 123 предлог закони, што представува рекорд во законодавниот дом. Владата, предводена од СДСМ, заедно со парламентарното мнозинство, штанцаат закони како никогаш досега, со што се врши класична злоупотреба на институцијата. Во пресрет на предвремените парламентарни избори и на крајот на владата на Зоран Заев, СДСМ, погазувајќи ја демократијата и транспарентноста, сака преку овие закони да се додворува на гласачите, свесни дека во реалноста немаат направено ама баш ништо за македонските граѓани. Овие 123 закони парламентарното мнозинство стака да ги протне на мала врата, без никакви консултации со стручната јавност, без јавни расправи и без време пратениците од опозицијата да ги разгледаат текстовите на законите и соодветно да реагираат таму каде што има потреба. Исто така, не изостанува и континуираната злоупотреба на скратената постапка, за која што СДСМ, додека беше во опозиција, гласно реагираше, а сега стана рекордер во донесени закони по скратена постапка, каде што бројката надминува над 55%, што е погубно за една демократија и најдобро го осликува самоволието кое што владее овие 3 години во Македонското собрание. Оваа бројка е уште попоразителна ако се земе фактот дека откако СДСМ се дојдени на власт, па се до октомври 2019 година, односно за 3 години, донесени се 377 закони. А сега, само за 2 недели, до собранието се стасани 123 предлог закони. Сакаме да потенцираме дека се работи за крајно популистички закони, кои што не се во интерес на граѓаните, туку закони кои што треба да ја заскријат неспособноста на власта да си ги исполни ветувањата и преку овие закони сакаат да ги манипулираат граѓаните дека нешто работат. Пратеничката група на ВМРО-ДПМН нема да дозволи на ваков низок начин да се изиграат граѓаните, кои што и покрај игрите на СДСМ се свесни дека оваа власт е најнеспособната и најкорумпираната власт што некојаш ја имала оваа држава. Оваа влада и ова парламентарно мнозинство е пример како во иднина не треба и не смее да се води државата. Зборуваа за демократија, донесоа партиски реваншизам. Зборуваа за инклузивност, донесоа самоволие. Зборуваа за правна држава, донесоа невиден криминал. Зборуваа за еднаквост на сите пред законите, донесоа корупција и злоупотреба на законите. Како пратеници од ВМРО-ДПМН апелираме до колегите од парламентарното мнозинство, наместо да се умилкуваат на Зоран Заев за нивните места на пратенички листа, да се присетат дека тие се представници на граѓаните, а не гласачка машинерија на погубните политики на Зоран Заев и раководството на СДСМ. Ви благодарам. Прашање? Видете, целта да ги кочиме процесите во Република Македонија не е на ВМРО-ДПМН, навистина сакаме овие закони да добијат јавност. Затоа што, како што реков, за 3 години поднесени се 377 закони, а сега во 2 недели имаме 123 закони. Недоследноста и неквалитетот на законите ќе ги видите и вие, затоа што најголем дел од овие закони се поднесени само за да се исполни политичката програма која што СДСМ ја ветуваше во 2016 година. Дел од овие законски решенија се толку избрзани, што многу брзо ќе претрпат измени на основниот текст на законот. Ние прво ќе дадеме визуелност на овие закони, онаму каде што имаме можност, затоа што скратените постапки не дозволуваат, онаму каде што имаме можност, ќе побараме јавна расправа, вклучување на стручната јавност, за да прокоментираме дел од овие законски решенија.
Навистина ова е преседан во Собранието на Република Македонија, да за 2 недели се пушта 123 закони. Толку е работата сложена, што дури и тие самите не знаат што е поднесено. Дали може еден пратеник да разгледа 123 закони во род околу неколку дена и да даде квалитетни забелешки по однос на истите, ќе дадете одговор вие новинарите и граѓаните на Република Македонија. Тие 4 закони се отсликување на сето ова што денеска го зборував пред вас. Онаму каде што нема диалог, онаму каде што нема инклузија за битни законски решенија, во кои што мора да се праша и опозицијата и најголемите политички партии, ќе бидат, ова е еден начин и форма за да им укажеме дека Собранието е представнички дом на сите пратеници, кои што ги пренесуваат ставовите на граѓаните во Република Македонија. Рокот за поднесување на амандмани е завршен, бидејќи е во скратена постапка до денот на закажувањето, односно одржувањето на седницата. Нашата бројка е 10 пати помала на поднесени амандмани од коалициониот партнер на владата на СДСМ во власт. Ова е најголемиот буџет донесен во Република Македонија. Структурната поставеност на самиот буџет покажува дека овој буџет нема развојна компонента, затоа што се кратат средства од капиталните приходи, од капиталните проекти во самиот буџет, а се инвестираат 140 милиони евра во социјални трансфери. Самото тоа покажува дека овој буџет е структуриран и направен како предизборен подкуп на гласачите и доближување до граѓаните, а со цел бегање од она што не беше реализирано и она што беше ветено од страна на владата во изминатиот период. Се надевам дека граѓаните се доволно свесни дека предизборните ветувања и тригодишното владење на СДСМ се сосема различни и навистина тие на 12 април ќе го дадат одговорот на ова катастрофално владење на СДСМ. Благодарам.